Добре дојдовте во Бизнис 365, емисија посветена на економијата. Светот го вртат парите, нивната моќ е огромна. Менаџерите велат, најважно е добро да се управува со нив. Многу предизвици и ризици за македонската економија. Ке се живее ли подобро? Ке има ли повеќе работа и пари за македонските бизнисмени? Во оваа премиерна емисија ќе анализираме домашната економија, најновите трендови и проценки. Креаторите на економските политики уверуваат дека економијата ќе закрепне. Еве што велат експертите, домашните, но и оние од меѓународните финансиски институции. Александар Јанев анализираше. По која патека ќе тргне спиралата на економскиот раст годинава, во време кога најголемите трговски партнери на Македонија се соочуваат со тешка криза? Во одговорот на ова прашање има една добра и една лоша вест. Економијата ќе закрепнува, но бавно. Меѓународните финансиски институции засега се предпазливи во своите проценки за економскиот раст, имајќи предвид дека кризата во еврозоната е тотално непредвидлива. Светската банка објави дека македонската економија годинава ќе порасне само 1%, што е всушност најпесимистичка прогноза до сега. Според Меѓународниот монетарен фонд, растот може да достигне најмногу 2%, што се совпаѓа со проценката и на владата. Now for this year, 2013, we're a little bit more optimistic. We think growth will be around 2%, and I think that is mainly driven by a lot of the foreign direct investment projects starting to produce, and by some public investment into roads and railways that are actually starting this year. I think that projection is more or less in line with some of the other main projections for Macedonia. Меѓутоа, монетарците предупредуваат дека се уште има сериозни ризици кои може да доведат до ревидирање на оваа проекција. I think the main risks are still coming from Europe. An intensification of the euro area crisis could of course have consequences for things like the current account, for external financing and for bank liquidity. But I think importantly the authorities are aware of these risks and they are monitoring them. The central bank, for instance, is monitoring the financial sector developments quite closely, and I think if you look at the government side, they have pre-financed themselves. They have pre-financed the 2013 budget deficit by taking out a large loan with World Bank support last month. So overall, I think there are still substantial risks out there, but the authorities are aware of them and continue to monitor them closely. Економистите сугерираат на владата во време на криза парите од буџетот да ги троши најмногу за инвестиции во капитални објекти што генерираат побрз развој. Она што е битно за економијата годинава е првенствено капиталните инвестиции строго да се насочат во продуктивни цели и да се реализираат во целост, што беше една од слабите точки во претходните години. Исто така е битно да се одржи ликвидноста во економијата, односно оние ветувања кои што ги презеде владата на крајот на минатата година да се реализираат во целост, а на среден рок нема замена за структурните реформи, така што е многу важно во оваа година на локални избори да се врати фокусот врз структурните реформи. Според владините проценки, извозот годинава ќе порасне само 5,7%, што е речиси идентично со порастот на увозот од 5,3%. По одделни сектори во економијата, најголем раст се очекува да оствари градежништвото, и тоа од 3,5%, главно поради ангажирањето на градежните компании од страна на државата за реализација на капиталните инвестиции. Индустриското производство, после 16 месеци во минус, годинава се очекува да порасне за 2,3%. Суеверните што стравуваат од Баксус само поради символиката на бројот 13 во годината се можеби малцинство, но најголем дел од економистите очекуваат дури и потешка година за бизнисот од лани. Растот од 2% доколку се оствари, ќе значи дека економијата мрднала од мртва точка. Меѓутоа, тоа нема да биде доволно за да се пресликаат позитивни ефекти врз стандардот на граѓаните. Во оваа премиерна емисија вечерва дебатирам со моите гости Бранко Азевски, прв човек на Стопанската комора на Македонија, и Ѓорѓе Јанчевски, прв човек на Сдруженијето на банкари. Добре дојдовте. Добре ден. Господине Азевски, меѓународните финансиски институции засега се предпазливи во очекувањата за економскиот раст за годинава, посебно во вакви кризни времиња. Кои се вашите очекувања? Дали економијата ќе закрепне и со какво темпо? Мислам дека се прецизни очекувањата на меѓународните финансиски институции, посебно на ММФ кој што предвидува раст во Европа само од 0,9%,
Меѓутоа, ако структурално се погледне тоа, за нас е многу неповолно, заради тоа што нашите најголеми трговски партнери ќе имаат или раст или благо опаѓање во оваа година. Ако земе структурата на нашиот извоз, кој што 60% е во земјите на Европската Унија, 4 најголеми трговски партнери кои остваруваат преку 50% од нашиот, каде оди 50% од нашиот извоз, тоа се Германија, Италија, Бугарија и Грција, ќе се движат со стапка Германија 0,9, Грција минус 4,1, Бугарија со 1,4 и за Србија за Италија е предвидено 0,1. Така да, ако се земе па структурата со ЦЕФТА земјите, ќе се види дека во ЦЕФТА земјите, двата партнера Србија и Косово остваруваат преку 50% од нашиот извоз. Таму состојбата исто е така лоша, бидејќи прогнозата за растот во Србија се околу 2%, а за Косово нешто повеќе околу 4%, што не може да ја компензира севкупната состојба. Така да, нашите очекувања дека мора да се свртиме према внатрешните резерви. Банките не се отпорни на кризата. Најновите проценки и очекувања се дека реалниот сектор ќе се прелее врз банкарскиот. Во каква кондиција е нашиот банкарски сектор? Дали би можел да биде отпорен на сите шокови кои што ќе дојдат и од надвор и од внатре? Ја би рекол дека банките во 2012 се уште се отпорни на кризата, иако постепено кризата во реалниот сектор се прелева и во банките. За Македонија беше карактеристично и 2012 имаме долгорочна макроекономска стабилност, ниска инфлација, стабилен курс на денарот и за прв пат глобалната криза имаше свое влијание во Македонија и се очекува дека бруто домашниот производ ќе се движи околу 0, плюс-минус. Податоците од Заводот за статистика се уште не се испаднат. Банкарскиот сектор, и во 2012 остана стабилен, доста ликвиден, се уште профитабилен, со профитабилност која е помала во однос на 2011 година, и покрај тоа што БДП беше околу 0, банкарскиот сектор сепак бележи пораст, имено потенцијалот на банките се зголеми за 2,4%, кредитирањето за 5,5%, депозитите 5%. Тоа кај депозитите би назначил дека депозитите на фирмите опадна, депозитите на населението порасна. Дека кризата постепено преоѓа во банкарскиот сектор, може да се види од процентот на нефункционалните кредити. Кои се последните податоци? Како се движи? Последните податоци се дека банкарскиот сектор во просек е 10,4%, со тоа да нефункционалните кредити кај предпријатијата е околу 12,4%, а кај населението 12,5%, а кај населението е 7,3%. Населението се уште за споредба со нефункционалните кредити во обкружувањето, се уште овие бројки се во рамките на толеранцијата за банкарскиот сектор. Тенденцијата на постепено зголемување на нефункционални кредити почна од пред 2 години, година и пол, и за илустрација во 2011 тоа беше околу 9,5% на нефункционални кредити, сега е 10,4%. Господине Азевски, како искусен бизнисмен и долгогодишен стопанственик, како во моментов ја оценувате состојбата во македонското стопанство? Што му недостасува на бизнис секторот? Видете, кога ќе земиме ситуацијата да ја погледаме од аспект на постојање на криза која што се прелева од страна, ние се уште добро се држиме, мора да кажам. Имаме макроекономска стабилност, имаме нарушена ликвидност кај компаниите, тоа е факт, али не до тој степен да тоа ја руинира македонската економија.
Имаме добра позиција према извозните партнери, слабо стоиме со алтернативните пазари и треба да работиме на тоа. Слабо стоиме во делот на отварање на можностите за користење на други услови за стопанисување ван кредитирањето. Мислам дека треба да се воведат нови финансиски продукти и така натаму, да се разигра пазарот и сето тоа. Меѓутоа, она што во вакви услови треба внимателно многу да се чекори и да се води сметка, тоа е еден засилен диалог меѓу јавниот и приватниот сектор, брзо реагирање на новонастанатите ситуации, затоа што тие не можат да се предвидат. Гледате дека има шетање на кризата од америчкиот континент према европскиот, па ја зафаќаат и другите делови во светот и така натаму. Ние сме веќе отворена економија и сето тоа се рефлектира кај нас, така да мислам дека треба да ја задржиме макроекономската стабилност по секоја цена и да искористиме овој период да освоиме нови пазари, да подобриме конкурентноста на нашите производи и да го раздвижиме финансискиот пазар. За новите пазари ќе продолжиме малку подоцна. Господине Јанчевски, споменавте дека растат нефункционалните кредити, но што е со кредитниот раст? Народната банка проектираше за годинава тој да се движи до 7%. Тука имам и една табела која што предлагам режијата да ми ја пушти, да видиме дали овој проектиран раст за 2013 е 7, гледаме дека 2012 завршивме со 5,5. Дали и проектираниот од 7% сметате дека е доволен за компаниите? Зошто банките не дадат повеќе кредити? Па тоа прашање за давање и недавање кредити, за каматната стапка ми е најчесто поставувано прашање од страна на новинарите, а веќе сум ветеран во банкарскиот сектор. Би рекол, основна функција на банките е да собираат депозити и врз основа на тие собрани депозити да даваат кредити со некоја маржа. Не може да очекуваме дека банкарскиот сектор ќе расте со поголем процент, бидејќи во услови кога земјата е во рецесија, не може банкарскиот сектор да има некој екстремен пораст на кредитирање. Но може да дојде ли до значителен пат на каматите во услови кога монетарната политика е доволно релаксирана? Дали сепак се размислува за корекција на каматните стапки? Па, сигналот на Народна банка со намалување на цената на благајничките записи, која на некој начин е референтна каматна стапка за Република Македонија, нели е пуштен. Поредот на работите, банките веќе се некои почнаа да ги намалуваат каматните стапки на депозитите, после тоа ќе уследува намалување каматни стапки на кредитите. Нормално, тоа намалување беше 0,25%, не треба да очекуваме спектакуларно намалување на каматните стапки, но ќе уследи секако. Ликвидноста постојано ги мачи бизнисмените. Како се доаѓа до свежи пари? Многу тешко во овој момент, меѓутоа морам да кажам дека и психолошките бариери на работење во услови на криза се чинат своето, значи ние сме затворени самите во себе и сега е многу тешко во таа ситуација да најдеш излезни решенија. Она што треба да се подобри во овој момент и на што ние инсистираме, мора да дојде до подобрување на финансиската дисциплина. Ние предлагаме долго време еден закон за навремено плаќање на обврските, кој што е во согласно со директивите на Европската Унија и преговараме со владата, морам да кажам интензивно, и дека мислиме дека во текот на првата половина од оваа година ќе имаме некакво финално решение. Тоа е што треба, меѓутоа морам да кажам дека во игра се повеќе излегуваат и некои можности кои што биле искористени до сега, давале одредни позитивни резултати. Мултилатералната компензација, издавање на некакви обврзници за долговите и така натаму, кои што се уште се разгледуваат кај бизнес заедницата и кога ќе бидат во некаква финална форма, ќе ги продолжиме разговорите на таа тема со владата. Во секој случај се бараат решенија. Јас многу често исто сум во ситуација да одговарам на прашањето за позицијата на банките према компаниите. Морам да кажам дека имаме изузетно среден банкарски систем кој што
Треба да веруваме во него, треба да веруваме дека тој работи во интерес на зачување на стабилноста на компаниите, треба да се гледа како партнер, не треба да го гледаме како некое наметнато зло и успехот на таа релација ќе биде и успех за сите нас и за подобрување на економијата, затоа што во многу случаи имаме состојби во кои што компаниите не влегле во ризични инвестиции токму на интервенцијата на банките која не ги одобрила нивните барања за кредити, а сето тоа после довело до определени компликации и така натаму. Мислам дека треба да се продолжи диалогот, да се разговара. Во моментов и фискалната, и монетарната власт, и реалниот сектор се наоѓаат на преговарачки позиции, мислам дека ќе се. Господине Јанчевски, нудат ли доволно издржани проекти бизнисмените? Дали компаниите работат на добри, квалитетни проекти или се бараат кредити само за преживување? Може да збориме од случај до случај. Значи, тие фирми што имаат добри биланси, што имаат добра кредитна историја, што има издржан проект, немаат проблем. Би се осврнал на тоа што го рече Бранко, дека голем дел од оваа неликвидност е поради лошата финансиска дисциплина. И фирмите, кога ќе влезат во таа спирала на неплаќање, се јавуваат кај банките. Банките, во рамките на своето работење има сектор за ризици кои ги гледа билансите, ги гледа залихите, го гледа работењето на фирмата и дава проценка за некоја фирма дали треба да се даде кредит или не треба да се даде кредит. Што значи, ако таа фирма веќе добила кредит за обртни средства, а не го наплатила, за банката би било ризик повторно за иста работа да даде кредит. Што рече председателот на комората, мислам дека во делот на корпоративно управување и во поставеност на банките во Република Македонија предничиме, да кажеме, пред другите, затоа што имаме организирани служби кои знаат да направат правилна оценка на ризикот, правилна оценка на проектите, така да треба да им веруваме на банките дека си ја вршат својата работа и она што го реков преска, наша основна функција да собираме пари и депозити и тие истите да ги дадеме, иначе ќе бидеме ние во големи загуби. Главен двигател на растот годинава се очекува да бидат и странските директни инвестиции. Владата проектира дека ќе влезат околу 400 милиони евра странски пари. Сонја Јованова Наумовска ја има анализата за странските инвестиции. Главниот двигател на растот на македонската економија годинава според владата и меѓународните финансиски институции ќе биде токму странските директни инвестиции. Меѓутоа, кои и колку се известни инвеститорите во услови кога се очекува уште потешка 2013 година. Владата годинава очекува прилив меѓу 400 и 500 милиони евра. Експертите пак велат дека во услови на лоши економски резултати од лани и се по известното продолжување на финансиската криза годинава, ѓаволски е тешко да се прогнозира трендот на влез на странските инвестиции во земјава. Но порачуваат дека односот кон странските инвестиции мора да остане приоритет на владата, која и годинава неопходно е да продолжи со офанзивната политика за нивно привлекување. Нас ни се потребни 24-25% бруто инвестиции во фиксни фондови, за да извлече некои стапки на раст кои значат 6% и така натаму, тоа се стапки кои ги решаваат структурните проблеми на земјата. Со пониски стапки на раст не се разрешуваат структурните фундаментални проблеми на земјата и затоа не се неопходни. Значи во стратегијата тие и натаму треба да останат приоритетна цел. Она што е известно е дека владините делегации годинава ќе продолжат со роудшоата во светот во потрага по нови странски инвеститори. Во услови кога европските земји минуваат низ длабока криза, таргети се земјите кои забележаат значаен економски раст, како Кина, Индија, Бразил, Аргентина и Југозападна Азија. Министерот Веле Самак е оптимист дека после неколкуте реализирани инвестиции лани, годинава ќе успеат потенцијалните инвеститори барем да ги доведат до финална одлука за инвестирање. Очекуваме барем неколку дополнителни најави во наредните 6 месеци, кога некои нови проекти можат да дојдат до одлука. Инаку, дефинитивно имавме и одлагање на тој период на одлука од последниве 3 до 4 месеци, пред се заради што некои планови се поместија заради успорување на европските економии.
економии генерално. Тоа не беше неочекувано, кога сме во текст со такви проекти стално гледаме што се случува во целина, затоа што има многу фактори кои што не можеме директно да влијаеме. Најновите податоци за странските инвестиции покажуваат дека во првите 11 месеци од лани во земјава влегле вкупно 45,7 милиони евра странски инвестиции. Иако се очекува засилување на инвестиционата активност, загрижува одливот на капитал поради практиката странските компании да ги кредитираат своите матични фирми во странство. Се случи да имаме многу ниско ниво на остаток од влезот, значи влезот минус излезот, тоест негде 50-60 милиони евра, што е гледано во однос, како релација во однос на бруто домашниот производ, веројатно најнискиот процент во последниве 10 години. Владата предвиде дека годинава бруто инвестициите ќе остварат реална стапка на раст од околу 6%. Соодветен придонес во овој раст се очекуваат и од најавените јавни капитални инвестиции, но и од приватните инвестиции, посебно на фирмите кои работат во слободните економски зони. Господин Азески, го видовме прилогот, колку се известни овие инвестиции во време на криза? Ние инвестициите не ги делиме на странски и домашни, ние бараме да инвестиционната активност биде одлика на секоја компанија. Ние имаме одлични инвеститори домашни и треба секогаш да ги истакнуваме и сега ево ја користам таа прилика да кажам дека и во услови на криза имаме доста македонски компании кои што инвестираа. Ние идниот понеделник на денот на комората ќе ги собереме во комората сите тие и јавноста ќе може да види кои се тие луѓе и бизнисмени кои се одважија од 2009 кога влеговме во криза практично до денеска да инвестираат, да вработуваат нови луѓе и така натаму. Тоа треба да е пример за сите. Она што сакам да го потенцирам тука, дека патот за привлекување на странски инвестиции е доста тежок и дека тука треба на владата да се оддаде признание за напорите што ги прави на тој план, меѓутоа треба да бидеме свесни дека сите земји околу нас и сите региони во светот неразвиени ја имаат истата цел и го сакаат истото, да привлечат што повеќе. Така да тие во од ги менуваат условите, ги прават поатрактивни и така натаму, тоа треба да го правиме и ние и тука не треба да се јавува никаков отпор. Она што треба да го подобриме во тој сегмент, во таа ситуација, да дувнеме ветар во едрата на домашните инвеститори, затоа што ако тие не го повлечат тој бран, тогаш се поставува сумња и кај странските инвеститори. Така да ние многу брзо ќе предложиме донесување на еден закон за интензивирање на инвестиционите активности, со кој што ќе побараме владата практично преку одредени економски мерки да дувне ветар во едрата на тие компании, да ги поттикне, да го гарантира нивниот развој и на тој начин да ја заживееме економијата. И со толку мал процент кој што го предвидуваме во ова година, треба да ни биде јасно дека изузетно тешко ќе да се оствари 2% во вакви услови. Не зборуваме за оние бројки за кои што зборувавме пред 3-4 години, 5 до 7% и така натаму, него и 2% во вакви услови и со овие параметри кои што ги имаме економски, треба сите максимално да ги запрегнеме ракавите и да оствариме тоа. Тоа ќе биде потребно да се направи ако ги охрабриме сите инвеститори да дојдат тука, постојните тука што се да влезат во инвестиции, затоа што тоа е единствениот услов за развој. Се очекува засилување на инвестицијската активност, но загрижува одливот на капитал на странските фирми кои што работат тука. Каква е состојбата во НЛБ банката, на чие чело сте вие? Докаде е докапитализацијата во Словенија и дали проблемите со работењето тамо се одразува врз работењето на Познато вие и медиумите доста пратат нели овие случувања што се на XQ простори. Нова Љубљанска банка има проблеми во работењето, кои во главно се должат на проблемите во економијата, односно во фирмите. Процентот на нефункционални кредити достигна високо ниво, мисличи околу 19%, и банката неколку години има загуби, од тоа произлегува и нели проблеми со докапитализирање и капитал на банката, иако има доста добра ликвидност. Во моментот има нова управа на Нова Љубљанска банка, владата на Република Словенија, новата управа и Европската комисија работат на тоа да се најде излез од оваа ситуација, кој се очекува да биде негде до
до крајот на годината или до половината на годината, една од опциите е да се формира лоша банка, бидејќи не е само во прашање нова Љубљанска банка, него целиот банкарски сектор во Република Словенија поради кризата има проблеми, што значи би се формирала лоша банка, каде би отишле лошите пласмани, што на некој начин значи санација на банкарскиот сектор, она што сите со раздвојувањето од Југославија на некој начин веќе еднаш тоа го игравме. Нормално тука се битни одлуките на Европската комисија. Втората опција, она што се спомнуваше по медиумите, продавање на банката, во моментот не доаѓа во предвид, затоа што нема кој да купи. Што се однесува до ние банките, што сме дел на групата, на XPU просторите, во моментот стоиме подобро од мајката и трпиме малце репутацијски ризик, затоа што рейтингот што го имаше Нова Љубљанска банка доста падна. Ние како Нова Љубљанска НЛБ Тутунска банка сме најголеми во групата и по перформансите сме меѓу подобри. Основно е дека имаме полна автономија во нашето работење, не зависиме од мајката нити за капитал, нити за кредитирање, бидејќи имаме своја депозитна база, така да продолжуваме натака да работиме. Нормално ќе чекаме што ќе биде финалната одлука на Европската комисија. Јас сум оптимист и очекувам разрешување на проблемите до крајот на година. Во рамки на офанзивната политика за привлекување странски инвестиции се вклучи и бизнис секторот. Стопанската комора неодамна беше во Азербејџан. Представивме земјата и нормално погодностите и условите кои што се. Тоа се пазари кои што до 90-та година југословенските фирми настапувале. Српските, словенечките и хрватските компании останале, македонските не. Правиме напори во три правци. Првиот да иницираме средување на правната рамка. Со некои од овие земји немаме дипломатски односи, некои се под ембарго на Обединетите нации, некои од нив немаме подпишано договори за двојно даночување и така натаму. Значи во наредниот период треба да се очекува средување заедно со владата на Република Македонија на тие правни рамки. Втората е бараме партнери преку балканските и турските компании заеднички да настапиме таму, да го избегнеме ризикот на испитување на пазарите и така натаму, него етаблираните фирми. Тоа ќе го платиме со дел од профитот, или тоа е цената на заостатокот во овие 20 години. И третата работа на која што работиме е подпишавме договори за презентација на нашите компании на неколку реномирани нивни саеми, на кои што ќе можат да ги изложат и да се опробаат, да видиме какви се со конкурентноста, со цените, со квалитетот на производите. Она што го видовме и за кое што разговаравме, влева оптимизам дека фирмите од фармацеутската индустрија, преработувачката индустрија имаат шанси на тие пазари. Ние таков покушај во текот на годината ќе направиме и на Блискиот исток. Имаме планирано во месец април и на почетокот на есента на либискиот пазар, односно на северноафриканскиот пазар. Така да ние не се надеваме дека тоа ќе биде одма, ќе работиме макотрпно и ќе му возможиме на компаниите можност да излезат на тие пазари, па после секој со среќата. Кога зборуваме за извозот и за новите пазари, тука може да го видиме и следниот графикон, на кој што се податоците за извоз, за македонскиот извоз во изминатите неколку години. Гледаме дека имаше пад, се надеваме дека со освојување на новите пазари можеби овие бројки ќе се променат. Тој пат е резултат на надворешните, значи фактори кои што дојдоа со намалување на надворешната побарувачка кај традиционалните наши партнери. И тоа е очекувано, затоа што во најголем дел се работи за берзански производи кои ги пласираме на тие пазари. Токму овај податок беше алармантен за нас да оваа година ја прогласиме за година во која што ќе направиме максимални напори да побараме нови пазари, нарочито кај брзо растечките економии, заради тоа што тие се единствени кои што можат да абсорбираат ваквиот пад при прогнози за немање на раст на европскиот пазар во наредната година. За крај уште по едно прашање, што ќе ја движи економијата во оваа 2013 година? Година со многу ризици и предизвици,
турбулентна во време кога и Европа се соочува, но и Македонија со криза? Па, што ќе движи македонската економија? Македонија како мала држава доста е подлажна на влијанијата од надвор, но секако нели треба да ја завршиме и домашната задача. Мислам дека треба дел од тој потенцијал за раст да го побараме и овде. Очекувањата се нели овие навестените поголеми инвестициони проекти како патот, пругата до Бугарија, далеководот, не знам дали ќе дојдат во предвид поголемите хидроакумулации и централи, но во секој случај треба да бидеме оптимисти, иако малку се аналитичари кои даваат некои оптимистични прогнози со оглед на тоа дека криза подолго трае. Немаме малку се аналитичари кои даваат похрабри прогнози за раст. Ќе ни биде секако уште една тешка година. Значи, прво, според мене, треба да ја движи една засилена соработка меѓу фискалната, монетарната власт и реалниот сектор. Секако капиталните инвестиции владата мора да им помогне во оваа ситуација на компаниите, и то на оние компании кои што успеваат во услови на криза да вработат, да направат раст, да направат поголем извоз и релаксирана една монетарна политика која што ќе им дава гаранција на менаџерите дека нема да има непредвидливи ризици во текот на нивното инвестирање. Ви благодарам за гостувањето на јавниот сервис. Почитувани, тука завршува Бизнис 365. Останете на прва.